Вести на Канал 8, добро дојдовте. Почнаа градежните работи за уредување на коритото на Кочанска река на северниот дел од градот кон локалитетот Бавчалук. Планирано е да се изгради кеј со пешачка патека и осветлување, како и да се постават клупи, канти за отпад и друга комунална опрема. Општина Кочани ја почна реализацијата на проектот за регулација на делот коритото на Кочанска река од мостот во местноста Бавчалук кон југ во должина од околу 450 метри. Се работи на дефинирање на поголемо корито со широчина од 12 до 15 метри, а во него ќе има помало кое што ќе ја прифаќа водата. Изведувачот гради кеј од масивни бетонски ѕидови со височина од 2 до 3 метри, кои на одредени делови ќе имаат бетонски скали и каскадни решенија. Надвор од главното корито на десниот брег од реката е планирана патека со широчина од 3 метри, од кои 2 метри се наменети за пешаци, а останатиот дел е предвиден за зелен појас. Со реализацијата на проектот ќе се подобри пропусната способност на речното корито, кој ќе се ослободи од обраснатата вегетација и импровизираните објекти. Очекуваме да се добие пријатен простор со нови содржини за одмор и рекреација за различни генерации, истакна градоначалникот Никол Чуилиев, за што прашање до него имаше и на последната седница на Советот. Точно се однесува регулација на реката, на коритото на Кочанска река од мостот Злебец до Бавчалук, каде што е предвидено целосна реализација на овој проект, односно со реализацијата на овој проект ќе биде и заштитено и речното корито, ќе бидат направени пешачки патеки и сето оно што е предвидено со проектот за уредување на речното корито во овој дел. По целата должина на регулираното речно корито, од двете страни ќе се постават канделабри, клупи, метални корпи за отпадоци и друга комунална опрема. Договорот за реализација на проектот изнесува 14,5 милиони денари, од кои грантот од проектот за подобрување на општинските услуги е 10 милиони и 600 илјади денари, а остатокот е учество на општина Кочани. Изведувач на работите е Сдружено вложување АГП од Свети Николе и Промонтинг од Скопје, кои имаат рок од 6 месеци да го завршат проектот. Голема недисциплина и непочитување на сообраќајните правила и прописи покажале возачите од Кочани во текот на само еден ден. Заработиле над 40 казни за еден ден, откако сообраќајната полиција организираше акциска контрола. Во само еден ден, во акцијска контрола на улиците и патиштата во општина Кочани, што ја спроведе сообраќајната полиција од секторот за внатрешни работи Штип, казните се вкупно 41 возач за непочитување на сообраќајните правила и прописи. Контролата е направена на различни локации, а иницирана е од зголемениот број прекршоци и сообраќајни несреќи во регионот, во кои што имаше и тешко повредени лица. 13 за управување на возило без положен возачки испит, 3 за управување на возило со измината важност на сообраќајната дозвола, односно нерегистрирани возила, 1 за управување на возило под дејство на алкохол, 2 за возачи почетници, 5 за користење на мобилен телефон, 6 за неносење на заштитни маски и 2 за непрописно пристигнување. Секторот за внатрешни работи Штип и во наредните денови ќе продолжи со засилени акцијски контроли во областа на сообраќајот со цел санкционирање на сите видови прекршоци, особено на оние кои што се причина за случување на сообраќајни незгоди со потешки последици. Контрола ќе има и за управување возила со брзина поголема од пропишаната, за возење под дејство на алкохол, за нерегистрирани возила и слично. Од секторот за внатрешни работи упатија апел до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат правилата и прописите, со што ќе придонесат за подобрување на безбедноста на патиштата, како и за заштита на личниот и животите на останатите учесници во сообраќајот. По околу 20 нови случаи на заразени од COVID-19 се регистрираат на дневна основа во Кочани. Бројката на активни случаи се искачи на 170. На прес од Министерството за здравство истакнаа дека за сега нема викенд карантин. Полицискиот час останува на сила. Нови мерки ќе нема. Постојано расте бројот на ново заразени со COVID-19 во земјава, а со тоа и во Кочани.
Дневно по околу 20 нови случаи се регистрираат во Кочани. Во последните 24 часа во земјава се направени 4094 тестирања. Регистрирани се 1293 нови случаи на COVID-19. 23 од нив се во Кочани и еден случај во Виница. Од 24 починати лица, еден е од Кочани, починат во болнички услови. Оздравени се двајца пациенти од Кочани, со што вкупната бројка на активни случаи во нашиот град во моментов изнесува 170. На прес, министерот за здравство Филипче истакна дека нема да има дополнителни рестриктивни мерки, а ниту полициски час овој викенд. Така одлучила Комисијата за заразни болести, иако во изминатите 4 недели има константно зголемување на бројот на заразени со коронавирус. Полицискиот час после 22 часот останува и за сега нема да се надополнува. За имунизацијата на населението се уште нема конкретен датум. Вакцините ќе пристигнат, но кога не се знае. Меѓу другото, рече Филипче. Инаку до сега има 116 случаи на реинфекција, од кои двајца се починати. Истакна председателот на Комисијата за заразни болести Жарко Караджовски. Голем дел од нив се должат од непочитување на мерките. Или во крајна линија на оние лица кои што мислејќи дека не можат да се заразат заради тоа што претходно биле заразени, во втор контакт со некое заразено лице, кој што е можеби заразено со британскиот сој. Финансиска подршка ќе додели Министерството за финансии за женско предприемништво, за занаетчиите и за микро и мали предпријатија кои набавиле опрема и алат или за други трошоци во работењето. Веќе е објавен јавниот повик што трае до средината, односно до крајот на април, во зависност од лицата што ќе се субвенционираат. Министерството за економија објави јавен повик за финансиска подршка за женско предприемништво, односно за предпријатија во кои над 50% од сопственичкиот удел го имаат жени. При тоа, од државниот буџет ќе се кофинансираат до 80% од докажаните трошоци, но не повеќе од 150.000 денари по апликант. Трошоците треба да се направени за набавка на опрема и алат, за уредување, односно подобрување на деловниот простор или за воведување софтверски решенија каде подршката е до 50% од докажаните трошоци, но не повеќе од 60.000. Министерството за економија ќе даде и финансиска подршка за занаетчиите, за што исто така е објавен јавен повик. При тоа ќе им покрие докажани трошоци во висина до 60%, но не повеќе од 120.000 денари по барател за набавка на опрема и алати или за уредување и подобрување на деловниот простор. Рокот за пријавување по овој, како и по повикот за женско предприемништво е до 30 април. Субвенционирање на трошоците ќе има и за мали и микропредпријатија во висина од 50%, но не повеќе од 400.000 денари по барател. Субвенционирањето се однесува на набавка на машини и алати, како и на набавка и инсталација на фотоволтаични панели за електрична енергија за сопствени потреби, со моќност над 5 киловати. Рокот за пријавување по овој повик е до 16 април. Документацијата за сите повици е објавена на веб страницата на Министерството за економија, каде по пополнувањето истота треба и да се достави. Ученици од Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани зедоа учество во иновативниот камп надпревар на средношколци во предприемачки вештини, кој е дел од програмските активности на проектот Junior Achievement Македонија. Преку вежби за креативност, учениците учат тимска работа, како да ги претворат своите идеи во акција и како да се договорат за конечен концепт. Средното општинско училиште Љупчо Сантов од Кочани веќе трета година поред активно се вклучува во програмските активности на Junior Achievement Македонија, која работи во склопот на најпознатата меѓународна организација за развој на предприемачките вештини кај младите, Junior Achievement Worldwide. Junior Achievement Македонија го промовира предприемачкото образование во училиштата, финансиската писменост и подготвеноста на средношколците за идни работни места. Во периодот од 3 до 15 март онлайн беше одржан иновативен камп надпревар на средношколци во предприемачки вештини.
на кој учествуваа и ученици од Средното општинско училиште Љупчо Сантов. Кампот за иновации Junior Achievement е искуство од прва рака за тоа како да се премине од теорија во пракса. Преку вежба за креативност, учениците учат тимска работа, како да ги претворат своите идеи во акција и како да се договорат за конечен концепт. Ние сме 8 ученици кои учествувавме во овогодинешниот иновативен камп. Срекни сме што учествувавме во овој камп и во кој се здобивме со нови искуства, да се заблагодариме и на нашите професори Весна Ефремова и Љубомир Гацов кои ни овозможија да учествуваме во овој камп. Исто така, нашето училиште активно учествува во овој камп веќе 4-ти пат. Овој иновативен камп се одвиваше од 3 март до 15 март. На овој камп имавме за цел да развиеме бизнис идеја, во кој што ни помогна бизнис волонтер, кој што ни беше определен од самата организација. Бизнес идејата беше со цел да се измисли некој производ, односно услуга што може да се користи во домот, со цел да се подобри функционалноста на домот. Ние за бизнес идејата измисливме да се произведе сончева енергија, односно електрична енергија со помош на соларни панели. Ние бизнес идејата ја ставивме во презентација и ние тоа го презентиравме пред комисија. Беше навистина интересно искуство за нас и навистина добро за нашето понатамошно образование. Во рамки на програмата за ученички компании се регистрирани 2 компании во училиштето кои работат менторски во текот на целата учебна година. Програмата им нуди на учениците искуство како да пренесат бизнис идеја од концепт во реалност, опфаќајќи серија активности за учење од деловно работење, економија и предприемништво, што е одличен начин за развој на нивните предприемачки вештини. Во текот на месец мај, ученичките компании од училиштето ќе учествуваат на националниот надпревар за најуспешни ученички компании. 17 март се одбележува како Ден на Црвениот крст и Ден на крводарителството. Од Општинската организација на Црвен крст Кочани го честитаа денот на сите крводарители и волонтери кои земаат активно учество во спасувањето животи. Црвениот крст одбележува 76 години од своето основање и 26 години од полноправното членство во Меѓународната федерација на друштвата на Црвен крст и Црвена полумесечина. 17 март е значаен ден за Црвен крст, датум кој го одбележува постоењето, дејствувањето, а воедно и успехот на сите волонтери, вработени, подржувачи и безброј активисти кои овозможија оваа организација да обстојува толку време низ годините. Мисијата на Црвениот крст веќе 76 години е подобрување на животот на ранливите категории лица. Работењето е втемелено врз универзалните принципи и истото има моќ да го напреди светот во кој живееме, преку промовирање на мир и толеранција, ефикасна превенција, навремен одговор и соодветна подршка за ранливото население. 17 март воедно е и ден на крводарителството, кога одговорните изразуваат благодарност кон армијата на хумани луѓе кои даруваат крв и со својата хуманост спасуваат човечки животи. Делот на крводарителството и унапредување на крводарителството, оваа година планирано е секако и нели одбележувањето на Светски ден на крводарителите, тоа е 14 јуни, каде што е планирано да се врачат признани и благодарници на повеќекратни заслужени крводарители. Имено сакам да го искористам овој момент да го честитам празникот на сите крводарители кои даруваат крв кои даруваат крв како и плазма во изминатиот период, затоа што тие се добар пример за храброст, хуманост, солидарност и човечност во нашето општество. Сите овие луѓе овозможија да ги задоволиме со дарувањето на својата драгоцена течност, возможија да ги задоволуваме крвните потреби нели кои се потребни за функционирање во нашето општество. Исто така сакам да го искористам овој ден да изразиме почит и благодарност на сите волонтери и членови на Општинската организација на Црвен крст Кочани, кои со својот ангажман и посветеност допринесуваат за реализирање на нашите хуманитарни заложби.
Од 1953 година Црвениот крст на Македонија е иницијатор и организатор на акциите за доброволно дарување крв. Мотивира дарители и работи во сферата на унапредување на крводарителството, додека трансфузиолошката служба ја зема, тестира, обработува и дистрибуира крвта и се грижи за сигурна трансфузија на крв и крвни продукти. Крв може да дарува секое здраво лице на возраст од 18 до 65 години. Мажите даруваат на секои 3 месеци, а жените на секои 4 месеци. Од Црвениот крст информираат дека во текот на годината ќе организираат повеќе онлайн настани на национално и локално ниво, со цел да се потсетиме на предизвиците и успесите на организацијата на Црвениот крст во изминатите години. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.